Расте интересот кај средношколците за дуално образование, модел што треба да го спои теоретскиот дел од наставата во училиштата со практична работа во компаниите. Во последните 4 години бројот на средношколци кои се дел од стручното образование е зголемен од 64 на 70%. Зголемен е и бројот на средни стручни училишта од 8 на 66 и на компаниите кои се дел од дуалното образование од 16 на 600. Младите се повеќе го препознаваат значењето на практичните вештини и можноста побрзо да се вклучат на пазарот на труд, објасни министерката Јаневска на конференцијата Градење идни на практични вештини за новата генерација. Во средното стручно образование од една генерација од 17.000 ученици, 12.000 се запишуваат во средно стручно, од кои 4.000 во дуални паралелки. Интересно им е и тоа е добро, затоа што преку работа, преку пракса успеваат да стегнат одредени и вештини и компетенции. Кон крајот на месецов треба да започне и јавна расправа за неколку закони кои се изработени од телото што Министерството за образование го формираше за реформи во високото образование. Овие реформи одат во правец на забелешките од бизнис секторот, од каде предупредуваат дека дел од студентите излегуваат од факултетите со недоволно знаење, а проблемот со лесно добиени дипломи ја нарушува довербата во образовниот систем. Бараат посилен надзор и независна комисија за акредитација која професионално ќе го оцени капацитетот на високообразовните институции. Во Македонија имаме фабрикација на дипломи, многу малку знаење, повикуваме сите високообразовни институции да направат максимални напори, да го подигнат нивото на образованието како би можеле да одговараат на потребите на стопанството. Очекуваме дека ќе го користат искуствата од стопанството во делот на дефинирањето на своите курикулуми и она што се предава на универзитетите. И третото, очекуваме една навистина соодветна, независна акредитациона комисија во која ќе има и надворешни лица, која ќе го оцени вистинскиот капацитет на овој огромен број на високообразовни институции. До сега се затворени 14 приватни научни институти и еден приватен факултет поради незаконско работење и непостапување по забелешките на просветната инспекција.